Денеска во Земјоделско-шумарското училиште се одвива отворен ден, се со цел да ги запознаеме нашите ученици, односно учениците кои што сакаат да учат во нашето училиште, со што располагаме и со каков капацитет. Се надевам дека голем дел од овие ученици ќе се заинтересираат и ќе се запишат во ова училиште. Како што гледате, голем е интересот на учениците, се појавија голем број на ученици кои што разгледуваат со какви вештини располагаме ние. Кои ученици денеска беа во посета? Деветолетките, значи децата од 9-то одделение се кај нас, сите деветолетки од Кавадарци, Возарци и Неготино. Какви се вашите предвидувања, како ќе имате пополнетост со капацитетите за вашето училиште? Интересот е голем, значи ние прве располагаме со 3 профили, и тоа шумарско-древо-преработувачката, земјоделско-ветеринарната и здравствената струка. Сите имаме помал интерес, најголемиот интерес е во здравствената струка, но не заостануваат другите струки. Вие и фирмите стимулирате учениците. Така. Значи ние сме средно образование, кај што има дуално образование. Што значи дуално образование? Тоа што децата треба да практичната настава ја одвиваат кај работодавците. Покрај практичната настава, работодавците ги учат со своите вештини и ги оставаат таму да работат, што значи дека може да си го продолжат својот век на работен век кај што може да работат. Тоа стимулативно ли кај младите ученици? Доста има интерес. Еве на пример фармацевтите одат во аптеки, кои што некаде околу 60% од кои што заврши веќе се запослени во самите аптеки. Или пак аптекарите планираат вработување? Да. Професор Резимовски, како вие го видовте овој ден? Денеска е отворен ден за деветоодделенците и нивните родители. Училиштето ги отвори вратите да видат со какви услови за работа и за учење имаме во нашето училиште и можеме и да се пофалиме дека сме едно од по-убавите училишта во градот посредени со модерни кабинети и училници. Нешто ви фали нешто? Ни фалат уште малце повеќе ученици, ни фали една свеска и родителите и учениците да сванат дека иднината на земјата планета е токму во овие струки. Шумарството, земјоделството и фармацијата се водечки гранки во светот, така да денеска екологијата е една од водечките гранки во светот, значи сите сакаме да живееме во убава и чиста средина. Тоа кај нас и како се учи и се негува, така да идните кадри ќе имаат и добра плодна почва за работа. А имате и добар наставен кадар, ако не се Со наставен кадар, да. Сите се стручни во своите области, така да можеме да пружиме добар квалитет на наставата и да продуцираме квалитетни кадри за пазарот на трудот. Морам да напомнам дека во шумарска струка имаме и мебел и интериер, така да сите сакаме и домовите да не бидат добри. Тоа е еден добар смер кај што може собствен бизнис да си отворат идните наши ученици, да си заработуваат сами. Пейсажен дизајн исто е нешто прекрасно за паркови, дворови, значи тоа е нешто убаво. Земјоделието веќе Кавадарци е земјоделски крај, основна дејност е наше лозарството и винарството во нашето училиште и tekako се изучуваат и овие гранки. Имаме производство на вино и на ракија, така да ги обучуваме да после нивното школување да можат да си отворат собствени винарски визби и да можат да заработуваат. Бидејќи сме и сублимат од повеќе струки, тука ни е и фармацијата, како една од поновите струки во Кавадарци. Има голем интерес за неа, тука се запишуваат најдобрите ученици од градот и стално велиме дека овие ученици утре ќе бидат носители во здравството, во политиката и во општествениот живот во градот. Има ли други градови на Македонија? Има од околните општини. Имаме од Неготино, од Росуман имаме, додека од Берово, Делчево, ево ова година од Охрид очекуваме, за посебно се заинтересирани за шумарството. Росуман, исто земјоделието и така. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.